Да, почнуваме со дебатниот дел. Како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Тони Коњановски, градоначелник на Битола. Господине Коњановски, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата и дозволете со оглед дека сме на изминување на великденските празници, на сите оние кои ги честуваат, да посакам добро здравје, мир, спокој во душата и во семејствата. Секако, благодарам уште наш. Градоначалнику, општина Битола, како и сите други општини, ми се чини се соочува со некои слични предизвици и проблеми, дали се работи во тоа во урбаните или во по-руралните делови. Се разбира со некои своји специфики кои ги има Битола, како што ги има и секој друг град, се разбира. Па еве да почнеме со тоа, кои се главните предизвици со кои се соочувате сега и кои се, да речеме, главните проекти кои ги спроведувате во моментов? Па видите, како што самите кажавте, Битола е град со старо градско јадро. Една од специфичните карактеристики на градот е широк сокак и неговата околина по која е препознаена. Се работи за стара архитектура, се работи за улички кои се заштитени по закон, така да се действува и да се работи во старото градско јадро, фактички буквално целиот град по тесното градско подрачје старо градско јадро е многу тешко. Меѓутоа, тоа е еден предизвик кој се соочуваме и во моментот, па работиме на локации кои се обидуваме да ги пребродиме, ситуации или проблеми кои се соочуваме и сакаме да ги пребродиме. Видите, насочени сме кон делот на, можем да кажам дека и во изминатиот период на мојот мандат, изминатите 4 години, меѓутоа и во прва година од мандатот, во Битола има една градежна експанзија, една градежна офанзива, ако сакате, со тоа што отворивме многу проекти, најголем дел се од делот на инфраструктурата, решавање на децениски проблеми на граѓаните кои се уште се соочуваат со стара и водоводна и одводна канализациона мрежа, и тоа е за нив најголем проблем. Можеби за некои тоа е надминато во некои понови градски средини, меѓутоа инфраструктурата е она што е основно и базично за граѓаните. Да напоменам дека силна поддршка во изминатиот крајот на мандатот и почетокот на овој мандат имаме силна поддршка од владата со така наречениот унгарски кредит. Во првиот повик за инфраструктура од програмата АА инфраструктура на министерствата, аплициравме со 16 проекти, ако не се лажам и тогаш најмногу, во вториот повик имаме 65. Дефинитивно сме лидери во тој дел на најголем дел спремени проекти. Затоа требаше сериозен ангажман на јавната администрација, на целиот капитал кој го имаме, ако е многу тешко да се собере на едно место во секоја локална самоуправа, не само во градот Битола, да тие луѓе да се мотивираат, да се ангажираат. Зачекав еден период на промена на старосната структура, така да многу млади луѓе се обидовме и ги задржавме, ги зачувавме, ги стимулиравме да останат во локалната самоуправа. Со помош на постарите колеги се ангажира и тие проекти се изготвени, аплициравме, го добивме најголемиот дел, значи во првиот повик учествувавме со 16, тие се скоро сите завршени проекти. Во делот на она што се уште се работи од тој дел е така наречениот спортски боксерски комплекс за боречки спортови. Тој е во кругот на касарната, во кругот на стадионот Петар Милошевски. Се заврши пред само извесен краток период и фасадата на основното училиште Стив Наумов. Во кругот на основното училиште се работи спортска сала. Така да го исцрпивме скоро целиот пакет од тој прв повик. Во вториот повик нови 11,5 милиони евра, огромна сума која треба да се сработи. Да. И насочени сме во тој дел, значи тука има делови од инфраструктура, има дел од спортска инфраструктура, има делови од високоградба и она што останува е сега со почетоков на пролетва, веќе се почнати работите. Само да напоменам дека во моментов, деновиве ги анализиравме со тимот,
моментално се работи на 20 на локации во градот. Дел се, најголемиот дел е инфраструктура, дел се објекти од делот на спортот, спортски сали, ќе кажуваме поединечно ако сакате и за сите нив, спортски многу детски игралишта кои се работат. Буквално со тој повик аплициравме на 10 локации 24 спортски игралишта, фактички сите училишни, оние дворови како што ги знаеме ние, спортски терени училишни ќе бидат реконструирани во скоро сите училишта. 24 такви игралишта, тоа се игралишта за мал фудбал, ракомет, одбојка, тенис и така натаму, кои значат многу во подобрување на спортската инфраструктура. Освен тоа, продолжуваме со над 50 километри улици кои треба да се изработат. Велам, дел се во тесното градско подрачје, меѓутоа дел се во поширокото градско и во руралната средина, а имаме и капитални проекти од делот на високоградбата. Во втора фаза е работата на противпожарниот дом. Битола ја има најстарата противпожарна територијална единица од 1863 година, ако не се лажам, и поставена е регионално, се работи таму, се работи на 3 нови детски градинки, меѓутоа дел по дел, ако сакате. Ќе се навратиме на... Да, градоначалниче на проектите, особено на оние од унгарскиот кредит. Ајде да се обидеме вака да поминеме малку по сектори, според она што јас видов дека се зборувало најмногу во јавноста, дека некаде и советниците во собранието зборувале или опозицијата исто така ве обвинувала за некои работи. Па еве вака да зборуваме за паркирањето. Граѓаните, според тоа што го читам, некои од нив се жалат на хаос со паркирањето, особено во централното градско подрачје, велат дека зонското се уште не е решено. Дали е така? Видете, зборот хаос, дали би можеле да го потребиме, меѓутоа факт е дека е Битола град кој гради култ према автомобилот многу години назад. Често го кажувам податокот, уште во некогашната држава, во Југославија, после Марибор беше град со најголем број автомобили споредено со број на жители. Тоа и денес е така, веќе еден автомобил е вообичаена работа, оди на втори, трети и така натаму, и тоа го оптоварува. Велам, Битола е град со архитектура, со тесни улички, тешко пристапни за сообраќај, меѓутоа мора да се снаоѓаме. Имаме организиран паркинг простор. Јавното предпријатие за стопанисување со паркинзите се труди во границите на можностите да оспособиме што повеќе паркинг простори. Во делот проектите кои ги наведов од унгарскиот кредит е изработка на 6 нови паркинг простори. Не знам, сигурно сте запознати. Да, се 6 нови паркинзи? 6 нови паркинзи. Јавноста е сигурно запозната по широката. Почнавме еден од проектите, ако може така да се каже во изминатиот мандат, со отстранување на сите, гледам тоа, многу градоначалници го следат и јас ги охрабрувам тоа да го прават, зашто ќе имаат поддршката од граѓаните, отстранување на сите времени објекти со кои бевме затрупани. Едноставно во градот се работи за гаражи, се работи за објекти кои се како времени објекти поставени со некаква дозвола, некои од нив плаќале даноци према градот, некои воопшто не плаќале, најголемиот број ги реиздавале, што потполно не е во склад со договорите, некои во нив правеле бизнис, некои чувале кучиња, гулаби и така натаму, автомеханичарски работилници, сервиси. Дел по дел отстрануваме од огромниот број на над 7000 гаражи, отстранети се огромен број и со тоа продолжуваме. На тие простори, каде што беа отстранети тие времени објекти, треба нешто да се направи, секако да се уреди тој простор. Дел, онаму каде што деталниот урбанистички план дозволува, ќе се прават паркинзи и такви локации се најдени, тоа се дел од тие 6 паркинзи нови кои се прават, веќе на 2 се работи зад полициската станица, едниот е во новата касарна, со кој ќе се збогати обсегот на паркинг места. Се трудиме од друга страна да го осовремениме начинот на плаќање со поставување на паркомати, со автомати, да го елиминираме, ако може да се каже, повеќе човечкиот фактор, зашто навистина се шират паркинзите.
Поставено е зонско паркирање, постои веќе зонско паркирање и тоа функционира. На една од минатите седници морам да кажам беа зголемени паркинг услугите и се надевам дека со тоа ќе се направи ред. Имаше несогласувања, секако замерки за цената, која не е ништо поразлична од многу градови во држава, со која велам ќе се воведе ред. Зошто стално искажувам, паркингот не е социјална категорија. Со паркингот, посебно во старото градско јадро и во потесното градско подрачје, треба да се оневозможат да се дестимулираат граѓаните да доаѓаат со автомобил, меѓутоа точно е, од друга страна треба да ја овозможите и алтернатива. Алтернативата е воведување на велосипедскиот сообраќај кој е се повеќе присутен. Во таа насока ќе кажам 2-3 збора и за тоа. Направени се, Битола има еден проект кој го започнавме минатата година, Битола Велоград, со кој до крајот на овој мандат треба фактички да воспоставиме уште многу велосипедски патеки. Едната од 5,5 километри е веќе воспоставена. Наидовме често на подсмев и на замерки во изработката и стопирања, обструкции во тој дел, меѓутоа таа е факт. Граѓаните ја користат, задоволни се сите оние кои го имаат по најголемите делници, улицата Партизанска и Васко Карангелевски, и продолжуваме понатаму. Значи, тоа е едната алтернатива. Другата алтернатива е современ градски сообраќај. Тоа веројатно и вас ќе ви интересира. Добро, ќе зборуваме за тоа, посебно сакам уште нешто за паркинзеви. Имаше обвинувања од делот таму, од советниците, од тие што се во опозиција, се разбира за вас. Велат дека за ова што го спомнавте во однос на цената за паркинг просторот, на зонското паркирање, дека е прескапа за граѓаните, па има таму и пресметки, доколку некој живее вон центарот, треба да работи во центарот, колку ќе плати, дека тоа е неиздржливо во однос на платата, а имаше и една споредба со вас. Вели, градоначалникот си има негово паркинг место резервирано, таму си ја паркира колата, автомобилот, додека граѓаните треба да платат за да одат на работа. Нормално не се коректни тие и очекувани се тие забелешки од опозицијата. Во секој случај граѓаникот нема свој паркинг место, тоа е паркинг простор кој е приватен паркинг простор на општина Битола и во него паркираат сите советниците кои имаат седница на совет, паркираат вработените, меѓу кои и јас. Граѓаните кои ме познаваат добро, они од Битола знаат дека јас не користам службено возило во фактички при доаѓање и одење од работа, го користам сегде во градот моето приватно паркинг, моето возило и секаде во градот плаќам паркинг карта, тоа може лесно да се провери. Дури ги стимулирам сите оние кои работат во паркинзи, дека ако градоначалникот плаќаат и сите други, тоа е така и тоа е факт. Во однос на цената, да, имаше некои споредби во часови, ако се паркира не знам колку часови, ќе се плати голема сума, меѓутоа повторно велам, не е идејата да го оставите вашето возило цел ден во централното градско подрачје, да пиете кафе и да си ги завршите сите работи. Паркирањето е потреба и треба посебно во градското, во централното градско потрачје, да се заврши одредена работа, дали е тоа бизнис, дали е кафе пиење, дали е некоја друга активност и да се замени од местото. Оставување на автомобили по 8 сати, јас ќе ви кажам еден пример, еден од паркинзите во градот кој во изминатиот мандат го реновиравме, тој е прекрасен простор кај спортската сала Боро Чурлевски. Паркирањето беше 30 денари цел ден. Имаше случаи кога луѓе одеа на годишен одмор, 10-7 дена и своето приватно патничко возило го остават на паркингот за 30 денари денот. 10 дена, 300 денари. Мислам, неверојатни од една страна ситуации, од друга страна, верам, паркирањето на сат во централното во зоната А е 50 денари на час. Нема ограничување, меѓутоа точно ограничувањето никој не би требало да си дозволи повеќе од сат, 2, 3 и самата цена е таква да го дестимулира оставањето на автомобили и гушењето на градското Да, но градоначалникот, знаете што е, и тоа не е проблем само на Битола, тоа може слободно да се каже и за Скопје и за сите други градови, со овој концепт на вакво паркирање, тој во развиените западни држави е проследен со добар јавен превоз. Каде што имате повеќе типови на јавен превоз, па вие
не треба да одите со автомобилот во центарот, туку ве дестимулираат буквално да не одите, бидејќи имате превоз на секоја минута буквално. Но сега Битола нема добар јавен превоз. И сега ако некој живее далеко од центарот, тој нема избор. Значи или мора да оди со автомобил, ако не може мора да плати такси, што исто така скапо. Паркингот е скап и тука сега се доведуваме да немаме премногу опции за граѓани. Точно, на граѓаните треба да им се даде алтернатива и граѓаните треба да имаат алтернатива токму во таа насока да се дестимулира влегувањето со автомобил во потесното градско подрачје. Битола има организиран градски сообраќај, меѓутоа уште од можеби крајот на 70-тите години, ако не се лажам, почетокот на 80-тите, меѓутоа со транзициите, со промените, тоа не е во добра кондиција, можам да кажем, ако може така да се каже. Ние имаме склучено една врста на, не е тоа јавно-приватно партнерство, него на повик ангажираме за одредени линии, градски линии, оператори кои ги обслужуваат граѓаните. Се надеваме и тоа го имаме како договор со владата да добиеме од оној пакет на 150 автобуси кои треба да се набават и кои тендери, ако не се лажам, отпочнат, на кои ги очекува и град Скопје. 50 на автобуси се за останатите градови, за оние кои имаат организиран градски превоз и се надам дека Битола ќе добие солиден број на автобуси со кои ќе го подобри многу градскиот сообраќај, зашто јас се слагам со вас. Во таа насока направивме и апликација со која го леснивме патувањето на граѓаните во градскиот сообраќај, организираниот градски сообраќај, каде можат точно да го следат движењето на автобусот, кога доаѓа на постојката. Меѓутоа, далеку сме од добар, да бидам искрен, градски сообраќај, кажавте како и во многу градови во државава, и тоа е еден од големите предизвик. Тоа секако ќе придонесе. Не размислувате сами да набавите или немате добра финансиска? Почетно се надеваме на овој потек кој беше кажан уште за минатата година, меѓутоа се изјавило со тој јавен повик кој беше. Ги очекуваме тие до крајот на годината како што имаме сознание, меѓутоа секако да го зголемиме и бројот на наши. Ние имаме прв пат јавно предпријатие Пелалинк за меѓуградски сообраќај. Тоа е предпријатие меѓу општините, создадено меѓу општините Битола, Новац и Могила, кое можам да кажам го зачекавме како предпријатие во повој кое воопшто не функционираше. Сите оние возила кои ги имаме во собственост на локалната самоуправа, имаме и минибус, имаме и мали возила за пренос на помал број на патници, ги користиме за школскиот превоз. Истото тоа го вложија во предпријатието и општините Новац и Могила, така да постои и тој дел го реактивиравме и се надам дека Пелалинк ќе прерасне во сериозно предпријатие кое ќе ги обслужи граѓаните во делот на градскиот сообраќај. Да, уште едно прашање кое е индиректно поврзано и со паркингот, но кое е преминување на следната тема, тоа е урбанистичкото планирање или она за граѓаните кажано популарното градењето на згради, што исто така е проблем во повеќе градови, особено во Скопје, но и во сите други поголеми градови. Дел од граѓаните се жалат дека тие нови објекти се градат гледано од аспект повеќе да се направи профит за инвеститорите, односно да се плански изградени тамо каде што треба, и сето тоа се разбира е проследено потоа и со паркинг места. Има некои општини во Скопје кои најавија, но не спроведоа, дека можеби ќе врзат дека со договор за купување за стан дека ќе мора да купите паркинг место, нешто што можеби би било некакво решение. Точно, урбанизацијата на градовите е сериозен проблем во делот на потенцијалот човечки кој го имаме, луѓето кои треба да ги изработат тие урбанистички планови. А од друга страна и вашите колеги кажуваат дека и градењето на тие згради представува и најголем финансиски прилив за општините со плаќањето на комунали. Битола е во фаза на изработување на генерален урбанистички план кој 25 години тотално е анохрон и е надминат, и тоа требало да се направи досега.
неразбирливи причини. И јас често бев, кога пројавивме таа иницијатива, предупредувам дека тоа не е баш не најдобро, него тоа ќе се сочиме со секакви правни препреки во изведувањето на тој детален генерален урбанистички план. Меѓутоа ние започнавме со таа акција и на почетокот на 27 година, ако не оптимистичко до крајот на оваа година 26-та, ние ќе го имаме новиот генерален урбанистички план. Тој во едната фаза е веќе завршен, сите овие сообраќајни студии, сите студии за водостопански и така натаму се дел завршени и привршени. Тој скоро ќе биде презентиран и на јавноста. Тој нуди многу решенија кои ќе овозможат и подобар пристап во градот и она што се вика една планска регулатива каде и како градот ќе се развива во иднина. Што се однесува до вашето прашање, можам да кажам дека многу малку непродадени или неотуѓено градежно земјиште затекнавме. Фактички најголемиот дел од касарната, од некогашната Арама, објектите на Арама се фактички продадени. И во Битола можам да кажам дека исто масовно се гради, потрага постане неверојатна, се бара стан повеќе. Колку е цена на квадрат во Битола сега? Во овој момент оди 1400 евра, 300.000, 400, 1500. Цените одат нагоре во секој случај. Меѓутоа, јас сум од оние кои во неколку наврати, ајде да кажам, не се бори, него бетонизацијата, како би ја нарекол, во тој дел сум против. Сакам што повеќе зелени површини, граѓаните тоа го бараат од нас и во таа насока ние и неколку укинавме маркици кои беа наменети за продажба за деловни згради. Не отидовме со продажба на нив, направивме една поголема паркова површина и правиме еден детален урбанистички план за проширување на градот во делот во Нова Битола, во една нова урбана целина, во еден нов реонски центар, како што ги нарекуваат, кој ќе биде дел од генералниот урбанистички план, во кој ќе биде поставен и проектиран новиот спортски комплекс, меѓутоа таму ќе има и маркици за училиште, за старски дом, за детска градинка, сета на инфраструктура што бара еден таков реонски центар кој малку ќе го олабави потесното градско подрачје, ќе го дисперзира градот, ако може така да се каже, и градот ќе добие една нова содржина. Се трудиме да бидеме... Ова не го разјаснивме. Каква е легислативата за инвеститорите? Мораат ли да направат паркинг места за секој станар? Јас колку што сум запознат, да, треба да овозможат, меѓутоа, знаете, тоа често се некогаш паркинг просториите или приземните површини се наменети за локали, па тие се потоа чудно на некој друг начин трансформираат во станбени површини кои потоа оние кои ќе ги купат мачат како ќе ги регистрираат во катастарот. Кој треба тоа да го контролира? Па тоа е, како да кажам, на надлежните, не е секако на општината, катастарот тоа треба. Не може да влезат во катастар, тие не може да бидат станови онаму каде што е предвидено нешто друго. Се кубури со површини, со паркинг простори и често граѓаните, меѓутоа и цената на тие подземни гаражи кои ги прават под објектите новоградбите, велам, имаат своја цена, па граѓаните ретко се осудуваат и да ги купат. Да, ајде вака, уште едно прашање вака кое е карактеристично за Битола, па можеби после можеме да влеземе и во некои детали. Тоа е постоењето на рек Битола во близина на Битола, на комбинатот кој обезбедува струја за потребите на државата, и тоа голем дел од електричната енергија, но тој е поврзан и со загадувањето или со обвинувањата за загадување на воздухот. Каква е за тоа состојбата? Велат
екоактивистите и оние кои ја следат состојбата дека ништо не е сменето, дека комбинатот се уште загадува? Па видете, прашањето, ако е поставено како човек кој е на првата позиција во градот како градоначелник, да, меѓутоа сигурно знаете дека буквално немаме никакви ингеренции во делот на работењето на АДСМ, кој стопанисува со рек Битола, кој се наоѓа во лоциране во општина Новаци. Меѓутоа, точно е, тоа години наназад постоењето на рек дава дилеми во предизборието. Една од темите беше на дебатните емисии рек Битола, загадувањето, меѓутоа велам, тоа не е тема која е во надлежност или каде што градот може нешто да направи и да поправи. Она што Но сепак во влие врз моментот граѓаните на Битола. влие, меѓутоа еден од проектите кој еве дел, можам да кажам, од ЕСАМ, делот на топлификацијата, е огромниот проект кој за жал многу години наназад во периодот 17-21 беше закочен или стопиране топлификацијата на градот или топлификацијата на 36 објекти од градското подрачје. Тоа се претежно државни, јавни установи кои ќе бидат приклучени на топлификацијата. Тоа е дел од рек, значи вишокот на топлотна енергија ќе се користи за затоплување и отфрлање на сите оние течни или тврди горива со кои тие објекти се греја, го користеа Централно грејење за Битола. Централно грејење, меѓутоа не за во овој период, во ова фаза, за 36 јавни институции, меѓу кои студентски дом, општината, суд и така натаму, во две гранки. Тоа е обемната, велам, проектот е над 45 милиони евра, ако не се лажам, и Битола беше буквално дел од градежните активности кои беа во градот и на кои граѓаните замера е и изведбата на тој проект за топлификација. Меѓутоа, ако земете дека бенефитот кој ќе го има и градот и граѓаните и во делот на заштитата на животната средина ќе е многу поголем од она што го имаме сега. Тој проект е веќе во потполно завршна фаза во делот на поставување на таа инфраструктура, значи 15 на километри до рек и 15 на километри на систем фактички дистрибутивен низ градот, кој поврзува, велам, 36 установи и еве, тоа е една од бенефитите кои Битола може да се каже ќе ги има и покрај сето во делот на загадувањето кое години следи. Јас сепак верувам во институциите, човек сум кој ја сака вистината и сака да оди по законот на правото, дека сите тие обврски кои треба да ги исполни рек Битола ги исполнува. Да, во однос на проектите, или особено оние, како што кажавте и вие на почетокот, капитални проекти, дел од граѓаните велат дека голем дел од нив доцнат или дека не се работат според некоја планирана динамика. Видете, ние во однос на динамиката, точно, секој проект има своја динамика, свој надзор во вршењето и тоа општината многу ригорозно го прави. Само да кажам, да се вратам на темата кога зборувавме за градежното и градежната експанзија која ја има во сите градови и Битола. Да кажам дека се трудиме да ги примениме со нашата комунална инспекција, со градежниот инспекторат, сите норми кои треба да ги преземи инвеститорот во делот на зачување на животната средина, значи она што често граѓаните се жалат, на улиците кои се валкаат, на калта или сметот кој се исфрла од тие градежни парцели, оградувањето, обезбедувањето на тие парцели, се трудиме апсолутно да го елиминираме или да го санкционираме. Во делот на она што го поставивте како прашање, видете, огромниот број на проекти кои ги има не само Битола, меѓутоа и генерално и моите колеги градоначалници, изискува сериозна градежна оператива. Тоа можеби е веќе како проблем, веќе го чувствуваме во делот на каснење во некои од проектите, како што кажавте, меѓутоа повторно временскиот период кој е даден за реализација на одреден проект, настојуваме и во генерално се придржуваат. Секако за
грешките кои често се јавуваат, морам да кажам, при изведбата на дел од проектите, посебно во инфраструктурата на улиците, се санкционираат и се на терет секако на изведувачот. Така да, мислам дека и тие пенали може би се вкалкулирани во цената на инвеститорите, меѓутоа апсолутно нема да се дозволи и досега не се дозволува на никој да ги надмине тие рокови, велам со чест на одредени позиции каде што имавме каснење во тој дел. Градоначалнико, граѓаните се жалат и за хигиената, за комуналната хигиена, велат дека некогаш отпадот не се собира навремено, дека се создаваат мини депонии, генерално на проблеми со собирањето на отпадот, а тоа секако е директно во ингеренции на општината. Апсолутно. Генерално сликата во државава и во градовите јас сум човек кој памти наназад и од моето детство и од периодот кога сме биле млади. Никогаш повеќе депонии сме немале во државава, никогаш повеќе затрупани депониран смет околу контейнери, мини депонии кои ги наоѓаме не само во градските, во руралните, него и во градските средини. Верувајте, со целиот капацитет кој го имаат јавните предпријатија во тој дел, буквално на секој повик на граѓаните, освен што е она нивна редовна активност во извршување и во собирање на сметот, го извршуваат, меѓутоа не можат да бидеме искрени, да очистат тоа што граѓаните не го депонираат. Имаме апели, имаме бесплатни телефонски броеви, имаме услуги кои се нудат и во делот на комуналниот отпад, меѓутоа и во делот на шутото, на што го викаме останатиот комунален градежен отпад, за бесплатно собирање и бесплатно депонирање на соодветна депонија онаму каде што го депонираме тој шут. Меѓутоа се уште наоѓаме вреки од градежни материјали, оставени предмети, оставен стар намештај, и тоа е слика која гледаме по Скопје, ја гледаме во Битол, ја гледаме во сите градови, за жал. Апелираме до граѓаните, апелираме да пријавуваат. Со нетрпение го чекаме законот за комуналната инспекција во многу градови на Балканот. Имаме искуство, имаме контакти со наши пријатели, со градоначалници. Комуналната инспекција е нешто суштинско што ни треба во овој момент. Ние ја имаме, меѓутоа и кадровски сме неопремени, меѓутоа и регулативата не дозволува адекватно со санкции или со опомени првично да се постапи и да се санкционираат сите оние кои го депонираат. Немате законска можност за да оформите тоа комунална полиција, нели? Комуналната полиција би требало да има малку пошироки ингеренции во тој дел, дури во делот на средувањето на сообраќајниот хаос. Така е во многу градови, тие се дури опремени со своји возила и така натаму. Ние имаме комунална инспекција, се трудиме да бидеме многу ефикасни, да бидеме ревностни и непопустливи, онаму каде што треба да се санкционираат сите оние кои не ги почитуваат основните правила на живење во град, било да се работи за градска или за рурална некоја средина. Во таа насока и регионалната депонија која треба да се прави во овој дел на Пелагонија во општината Новаци. Се надевам искрено дека ќе ни го смени малку и менталитетот наш. Веќе се опремуваме со дел возила од тој проект, дел од контейнери, канти, така да треба да си почнеме со селекцијата од нашите домови. Треба да се научиме да рециклираме, и тоа го прават некои веќе и приватни оператори, и да се однесуваме одговорно према нашата средина. Градоначалникот, за сето тоа треба некаква рамка, треба некаква организација, треба некој тоа да го организира. Еве, рециклирање, нешто кај нас што речиси и не постои, на западот функционира многу одамна. Значи, дали вие како општина или не знам државата или институциите, некој треба тоа да го стави во некаква рамка, во некаква организација, неко граѓаните како сами би рециклирани. Па видите, и јавното предпријатие Комуналец има договори со оператори кои
ајде кажам, рециклирали или откупуваат хартија, откупуваат картонска амбалажа, откупуваат пластика, тоа се приватни оператори и оние апарати кои се почесто ги гледаме во нашите маркети, повторно преку Пакомак или некој од другите оператори, се добра основа да почнеме нешто да работиме. Во една студиска посета која со таа намена ја имавме во Шведска, процесот на селектирање, а покасно и рециклирање на отпадот започнате во Шведска од 74 година. И таму на вистина по улиците невозможно да видите нешто, меѓутоа невозможно и во вашата собствена корпа за отпадоци, во вашиот собствен контейнер пред вашиот дом, да мешате пластика со картон, со она што е сето комунален отпад. Така да ќе се учиме, треба време за сето тоа и треба регулатива која навистина ќе ги санкционира оние кои неодговорно се однесуваат према загадувањето животната средина, зашто тоа го практикуваме и во основните училишта, постои и во делот на наставата, меѓутоа и во соработка со јавното претпријатие Комуналец, една врста на обука, на начин на постапување со комуналниот отпад. Тоа е горливо прашање за кое ќе ни треба време. Да, ја спомнавте регионалната депонија во Новаци, имаше доста отпор, ајде да речеме, кај дел од населението кон градењето на оваа депонија. Сега вие не сте градоначалник на Новаци, но сепак ми се чини дека и во Битола имаше некои противници на градењето. И сега тоа се повторува, интересно е со сите тие регионални депонии, каде и да се прави таква депонија, секогаш локалното население се противи. Но таа секако некаде мора да се направи, нели? А секаде има население, а има потреба да се направат тие регионални депонии, знаеме дека се дел од еден поширок проект, систем за изградба. Така да тука го имаме овој проблем. Точно да појасниме, конечно треба да изградиме систем за управување со отпад. Значи, зборуваме за систем за управување со отпад во кој сите овие фази кои пред малку ги спомнав. Граѓаните некогаш со право се можеби скептични, знаејќи се тоа на што години уназад се случувало во незавршување на проекти, нереализирање на проекти, меѓутоа се работи за проект кој е под строг мониторинг и на Светска банка и на сите нивни механизми во делот на она што тие го инвестираат, правилно и одговорно да се реализира. Јас сум убеден дека тоа ќе биде и искрено не гледам, не постои друг начин, во светот не постои таква метода која на друг начин ќе го третира отпадот кој го имаме. Велам, за сето тоа е потребно време и треба верба. Она што сега го имаме во државава не може никако да се наречат дека се депони. Тоа се ѓубришта, тоа се расфрлени ѓубришта низ целава територија на државата и што поврзо се справиме со тој проблем, не зборуваме за организирана депонија. Депонијата е само еден сосема мал сегмент од системот за управување со отпад кој треба да го реализираме, кој почнува од нас самите, од нашиот дом, од начинот на селекција, од постапката на рециклирање и што помалку отпад би дошол на тие депони. Мислам дека младите се повеќе се свесни за она што ни се случува и дека заедно сите со помош на образовниот систем ќе мора да го воспоставиме што поврзо тој систем. Зошто велам утре кога би влегле во ЕУ, веќе наредниот ден сите овие ѓубришта и несоодветни отпадни би биле затворени. Да. И сега полека ја заокружуваме приказната, ги поминавме тие, да речеме, некои од главните проблеми или предизвици на Битола, зборувавме и за отпадот, за инфраструктурата, за паркингот, за градењето. Сето тоа ми се чини влие врз тоа дали граѓаните на Битола и на општината Битола сакаат да останат тука да живеат или не. И во општината Битола го имаме феноменот на иселување, не само на млади, туку генерално на луѓето, дали се работи за иселување во странство или за доаѓање во Скопје, што е еден втор секундарен феномен сите градови во Македонија, без разлика, сепак тој постои. Како би ги
убедиле граѓаните на Битола да останат да живеат тука, да не одат никаде? Благодарам за прашањето. Видете, основата и за се тоа што ние го работиме, мојата идеја, мојот порив за она што се нафатив на оваа позиција е точно да направиме и да оставиме нешто за градовите во кои живееме, конкретно за Битола. Битола е град со перспектива. Град во кој се уште покрај останатото население доминираат млади. Битола е жив град, Битола е перспективен град кој е поставен така територијално и географски, кој нуди можности буквално за се. Од земјоделието кое сме го запоставиле десетици години наназад до позицијата која има на чекор или со едната нога во Европската унија, на нашиот сосед, град кој граничи со два национални парка во многу голема во близина, со езеро кое е на 30 на километри, со море кое е на, ако сакате, на негде помалку од 200 километри, една позиција која нуди голема перспектива. И тоа јас сум убеден, не само што сум оптимист, тоа го гледам и го чувствувам. Се повеќе млади луѓе се решаваат да останат. И покрај трендот кој генерално за Битола бил децениски. Миграцијата во Битола е феномен кој е негде од 60-тите години. Дестинациите како што се Шведска, Норвешка, на почетокот Германија и така натаму, преку океанските земји во тој период сега се заменети со европскиве земји, особено Германија. Меѓутоа, изминативе години, 5-6 години, особено после ковид кризата, настанува еден процес обратен првично на враќање дел од нашата диаспора, особено од далеките прекуокеански држави од Австралија, посебно и од Америка, особено во летните периоди, меѓутоа и многу наши кои веќе живеат во Германија, значи знам млади парови, млади луѓе кои се враќаат или искажале желба да се вратат. Дури има и семејства од Скопје кои по возрастни години кои се решиле да живеат, купуваат, а немаат никаков контакт со Битола. Градот има голем потенцијал, зборував за потенцијалот кој го има и географски, меѓутоа град со богата историја, град кој буквално живее, можам да кажам 24 часа, град под Пелистер, со одлична клима, ги немаме тие климатски дисбаланси кои имавме години уназад, така да имаме една со климатски промени на мирна и климатска, да речам, поставеност. Да кажам дека во Битола екзистира една колонија која брои меѓу 2500 и 3000 млади луѓе кои се занимаваат кои се вклучени во IT секторот. 2500. Тоа се луѓе од Битола или од Тоа се луѓе од Битола, меѓутоа и останатите градови. Зошто го зборувам ова? Се работи не само за информатичари, меѓутоа и оние кои нудат сервисни услуги во делот на IT технологијата, диспечери и така натаму, кои се организирани во помали или во поголеми компании. Освен тоа, во Битола екзистира најголемиот, мисле, чини работодавец во државата, Кромберт и Шуберт, со кој имаме исклучително добри релации и контакти како локална самоуправа. Со моментов над 6,5 месечини вработени, 6.500 вработени, во еден период и над 7. Тие изградија и нов погон во самиот круг. Се гради во индустријската зона Жабени, која има огромен потенцијал. Во моментов има изградба на германски инвеститор, кој почна со многу мал капацитет од 20 на вработени, сега ќе има над 200. Верувајте, проблем ќе биде работната сила. Не она другото што го велиме капацитетите кои треба да го возможат тоа. И се надевам дека се повеќе млади луѓе ќе се решат да останат дома, зашто, како зборуваме, дома си е дома, најдобро е секогаш каменот тежи онаму каде што е откаде е откорнат, откаде потекнува. И велам, проценката моја е дека градот има голема перспектива и за разлика од многу, да речем, региони, посебно во источниот дел на Македонија, кои се соочуваат со
тој голем бран, иако велам и Битола не е изолирана од таа насока. Правиме многу во делот на младите, особено во делот на спортот, морам да кажам, во задржување на младите кон здрави вредности на живот. Го спомнав проектот кој го имаме преку унгарскиот кредит на буквално до крајот на годината ние ќе ги имаме сите оние детски игралишта, детски во склоп на основните училишта со нови тартан подлоги, со многу нови содржини и игралишта кои ги имаат, така да се надевам дека ќе ги задржиме, ќе ги вратиме на правите вредности, на спортот, на дружењето, што помалку мобилни телефони и така натаму. Перспективите се големи, Пелистер ни нуди голема перспектива, во изработка сме на feasibility студија, тоа не го напомнав, за една туристичка гондола, тоа ќе е проект кој сигурно ќе трае години, тоа не е можно да го реши еден градоначелник во еден или два мандати. Меѓутоа ќе остане за генерациите понатаму во делот на развивањето на туризмот. Да. Добро, градоначалнику, ви благодарам за гостувањето во Студио 10. Се надевам дека отворивме дел од темите, јас ви благодарам вас на поканата. Поздрав до вашите ценети гледачи. Се надевам дека сите ние ќе ставиме еден трак, еден камен во мозаикот што се вика Македонија. Да, се разбира, ви благодарам уште еднаш. И почитувани, ова е крај на првиот дел со градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски. Останете со нас, продолжуваме со Джелал Ходжич, СДА, зборуваме за падот на Виктор Орбан. Останете со нас, се враќаме за кратко.